Последниот случај со ново малтретирање на бездомни животни во Македонија ја разбранува и се уште ја бранува јавност. Се бараат законски измени, се бараат казни. Едноставно, луѓето бараат и овој случај со кучето Феликс, кој 20 пати беше удирано по главата со метална шипка, да не биде заборавено. Сето ова граѓаните велат го бараат поради чувство на правда и чувство на сигурност во ова општество. Во јавното предпријатие Лајка, утрово е колегата Мартин Николовски, кој што ни ја продолжува оваа приказна. Мартин, добро утро. Добро утро, Ване, по втор пат. Токму така, македонската јавност беше згрозена од претепувањето на кучето Феликс, но добра вест е тоа што Феликс заздравува. Утрово во негова посета дојде и екипата на Македонија наутро. Наша соговорничка е ветеринарниот лекар Јасмина Стајич во ЈП Лајка. Јасмина, добро утро, добре дојдовте во Македонија наутро. Кажете ми во каква состојба беше донесено Феликс овде во Лајка? Добро утро. Вака, Феликс беше донесен во ужасна состојба, значи беше целиот во отворени рани по телото, исто и на черепот имаше отворена рана, каде што беше превземено интервенција, беше сошиен, беше дадена соодветна терапија, беше во несвесна состојба. До тоа се траеше до следното утро, каде што со соодветна терапија се освести, почна да си доаѓа при себе, во страшни болки беше, квичење на секаков допир, се терапира кутрето неколку дена, будно ја следеме ситуацијата негова, беше целиот во отоци на главчето. Пред неколку дена е прекината неговата терапија, бевме оптимисти дека кутрето оди на подобро, но после неговото прекинување на терапијата повторно појави неапетит на храна, болки силни, како и каде и да го допреме, значи што е нормална работа на такви удари да ги имаме тие болки и да не закрепне толку брзо. Имаме ние интереси од граѓаните, сакаат да го посетат, пројавуваат желба, праќаат донации за него, но сакаме да ги замолиме да се стрпат со тој момент, да закрепне целосно. Ќе има ден кога ќе закрепне целосно, па за да доаѓаат да го посетуваат. Ние сме благодарни на граѓаните и за донацијата за него и општо за сите животни во предпријатиево, али да закрепнеме целосно, па после ќе им дадеме можност на сите да го посетат. Јасмина, Феликс е еден од примерите кои што за жал многу ги има на малтретирање на животни. Како да се подигне свеста на граѓаните за поголема грижа на животните, но и да се спречи ваквата појава, затоа што во пракса тој што еднаш малтретирал куче, малтретира и многу повеќе пати. Така. За жал, институциите не делуваат, не реагираат соодветно врз оваквите насилници. Имавме ние примери повеќе низ Македонија, општо и тука, каде што, ако се сеќавате, имаше малолетник во аеродром, каде што со секира, со што беше, усмрти 2 кучиња. Тука е случајот на Идрис, каде што го утепа пред очевидци пред кафич. Имаме најскоро сега ситуација каде што со стрелка некој се предпоставува сега дали малолетник бил од несигурни извори, дека со стрелка ги погодува, ги пука животните. Значи имало многу такви ситуации сега скоро. Еве сега е случајот со Феликс, каде што сторителот е на слобода, беше лишен од слобода за краток период, каде што јавниот обвинител не превзеде ништо, ќе му следува по некаква редовна постапка да се суди, и колку ќе се суди тоа, знак прашалник. Еве пример се земјите, каде што има
построги казни мерки, повеќе годишни, нели, затворски казни, поголеми парични казни, али кај нас тоа го нема, имаме некаков закон, дури и тој не се спроведува за жал и затоа продолжуваат овие действија. Значи, сторителите на вакви действија тие се на повеќе кратни кривични ситуации. Значи, не е само еднаш ова нешто да се деси. За жал, сега се десило кај животно, може да се деси и кај луѓе. Тоа со сигурност, кога можеш ти ладнокрвно да малтретираш, да маваш така едно животно, па тоа можеш и врз човек да го правиш. И тоа се дешава, сведоци сме и кај луѓето, се дешава и ништо не се така. Феликс предизвика навистина огромни реакции кај македонската јавност, а во продолжение предлагам да погледнеме и едно видео од Инстаграм на колегата Ване Марковски, кој навистина предизвика големо внимание и македонската јавност бара поголеми казни, но и измени на законите за ваквите сторители. Денеска сум во лајка да проверам како е Феликс. Види. Ајде да го видиме Феликс, може? Може? Ајде. Феликс, за само неколку дена ни е добар. Донесен беше кај нас во безсознание и беше со отворени рани по главчето, може да се видат, тука беше сушиено. Малтретирање на животни без законска казна е пораз за човечноста и моралот. Нашиот Бомбакис го објави ова на Инстаграм. Беше во целосно безсознание, со отоци на главчето, затворени опцата, неконтролирано мокрење и од наша страна, значи, беше терапирано. За неколку дена он почна сам веќе душа следното утро он се освести веќе, почна да ги враќа нормално неговите функции, почна да бара храничка, водичка да пие, значи одеше закрепнувањето бавно, али сега ни е тука. Херој, звер. Да. Звер, еј. Волја за живот. Да. Дојди. Се гледаме пак. Душа убава. Чао. Тоа беше видеото на колегата Ване Марковски. Јасмина, кажете ми колку миленици имате тука згрижано во ЈП Лајка? Бројката варира постојано, некаде околу 170, кои што постојано доаѓаат, заминуваат, неколку и се вдомуваат за среќа, али мислам дека треба да се крене свеста повеќе на граѓаните, помалку да купуваат, а да се вдомуваат повеќе бездомни. Значи, секој куќе без разлика која му е цената, дали има цена, нема цена, или расно, нерасно, сите иста љубов пружаат на луѓето. Јасмина, за крај на нашиот разговор доаѓа зима, студени денови, кои се вашите препораки како граѓаните да се вклучат во помош на животните кои што улицата им е нивни дом? Така. Мислам дека треба самите граѓани да вдомат колку може повеќе од улица, да ги отворат своите врати од домовите, од зградите, повеќе храничка, топли кебенца да им постелат, оти доаѓаат минусни температури, премногу е ладно надвор, така да секој колку може да им пружи помош на бездомните. Јасмина, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Посакуваме побрзо оздравување на Феликс. Утро во екипата на Македонија наутро беше во ЈП Лајка да го посети куќето Феликс, кое што, како што може да забележиме, оздравува. Со нас разговараше Јасмина Стајич, ветеринарен лекар во ЈП Лајка во Скопје. Студио? Да, Мартин, благодариме. Се надеваме дека сите заедно ќе бидеме истрајни во оваа борба, бидејќи заслужуваме најголемиот дел од нас безбедно и општество каде што ќе се почитуваме едни меѓу други сите.